добра вечер. По локација гости, по иницијатива и прашања домаќини. 24 анализа, избори 2016, вечерва надвор од студиото на 24 вести во централниот штаб на ДУИ во Мала Речица. Јас сум Душица Мрѓа, вечерва гостин во 24 вести е лидерот на ДУИ и носител на 6-та изборна единица од оваа партија, Али Ахмети. Господин Ахмети, добра вечер. Ви благодарам што прифативте поканата на 24 вести. Добар вечер. Влегуваме во последната недела од кампањата, велат историски избори на 11 декември по многу нешта. Лидерите велат се заложија за фер избори, за мирен изборен ден. Како ви се чини од тоа, како се одвива кампањата, ќе има ли слободно гласање на 11 декември, дали Македонија конечно ќе заврши таа обврска кредибилни избори? Јас сметам дека ќе имаме слободни избори. Ќе имаме избори без притисоци, без да се заплашуваат граѓаните. Сметам дека ќе се почитува договорот што е постигнат од 4 политички партии од земјата, дека се исполнети сите стандарди да се одржат слободни, фер и демократски избори. И дека граѓаните слободно ќе се изјаснат, ќе изјаснат својата волја за тоа кои ќе бидат нивните представници во законодавниот дом на Република Македонија. Јас сметам дека одговорноста паѓа на сите политички партии да работат во оваа насока, затоа што ние имаме потреба сега да го подобриме и имиџот на државата. Изборите се едно реално осликување и дека се посебен момент и значаен момент за да се упати порака за целата јавност дека во оваа држава може да се организираат, дека државата има капацитети да се одржат прифатливи избори, било тоа да се за политичките сили во земјата, па и за меѓународната јавност. Овие избори се наблюдува од еден голем број на домашни наблюдувачи, но и меѓународни, така што сите политички сили треба да придонесат овој процес да се одвива во правилен пат, но воедно и да направиме еден позитивен чекор кон подобрувањето на имиџот на државата. Ги споменавте наблюдувачите. Сепак, невладиниот сектор кој што се занимава со наблюдување на избори со години во земјава, вели дека предизборието и односно кампањата не оди баш толку лесно. Забележуваат за притисоци врз администрацијата, за користење на државни ресурси за партиски цели, за притисоци врз државните функционери, особено на партиите во власт и на ДУИ. Зошто се злоупотребуваат државните ресурси за партиски цели? Зошто ги злоупотребувате? Најпрви јас би истакнал дека досега процесот се одвиваше добро. Ако направиме некои споредби со изминатите изборни циклуси, кои што се одржува пред 4-6 години, имаме подобрување, значително подобрување во таа насока, во врска со развој на кампањите, во врска со политичките средби. Сметам дека има голем напредок во Република Македонија. Забелешките кои што се упатени од невладиниот сектор или како наблюдувачите, ние секогаш ги земаме во предвид. ДУИ има усвоена одлука. Државната логистика да не се злоупотребува за партиски цели, за цели на изборната кампања. И јас не верувам дека оваа одлука не се почитува. Сигурно дека и другите политички партии ги имаат во предвид, дека не треба да се злоупотребат
технологијата, односно државната логистика за изборната кампања, така што може и да има некои пречекорувања во таа насока и прекршување на овие одлуки и правила усвоени од партиите. Јас сметам дека нашето општество има се уште потреба да учи и да се едуцира во вистинскиот дух за почитување на законите, за почитувањето на државата, правната држава. Дека ниеден функционер на ДУИ не злоупотребува државни ресурси за партиски цели? Ни возила, ни простории, ни телефони, ни... Јас досега не сум приметил дека некој од функционерите ги злоупотребува државните ресурси за политички цели, доколку некој ги надминал, ги прекршил овие одлуки, тој направил прекршок на одлуките освоени од партијата. Господин Ахмети, во овие денови од кампања излегува повеќе анкети. Последната анкета, подготвена од рейтинг, вели дека 6,8% е рейтингот на ДУИ. Тоа е двојно повеќе од БЕСА, а повеќе од двојно од ДП и од Алијансата за албанците. Сепак не може да не се забележи дека на речиси секој митинг вие повикувате да не се расцепкува албанскиот глас, албанците да не гласаат за малите партии од албанскиот блок. Се плашите ли од новите партии? Вистина е дека јас упатив барања и порано да соработуваат помалите партии меѓусебно од албанскиот блок. Нека се организираат тие и да се организираат добро за да ја победат ДУИ. И јас со голема леснотија би прифатил губење на ДУИ, но со цел да не се расцепкуваат нумерички гласот на албанците во парламентот. Затоа што парцелизирајќи се и расцепкувајќи се гласот на албанците, ќе дојде до намалување на нумеричкиот број на пратениците во законодавниот дом. Ние се уште во оваа држава немаме создадено стандарди да се организираат партиите врз идејни основи, партии на сите граѓани во Република Македонија. Тоа станува како цел кој што треба да се стремиме кон таа цел и не е лоша цел. Но сепак, овие услови треба да се реализираат и да се материализираат после една декада. Ние се уште имаме разлики како политички партии од албанскиот блок и македонскиот блок во насока на брањето на каузата на албанците. Се уште не сме на не сме го достигнале зенитот на политичката зрелост, една политичка македонска партија да ги заштити, да ја заштити уставот, рамковниот договор и материализацијата, односно реализацијата на правата на албанците и на патот кон целосното еднаквост на граѓаните во Република Македонија помеѓу албанците и македонците. Господин Ахмети вели да не се плашите од малите партии, не се плашите од опозицијата во македонскиот блок. Од што се плашавте во Куманово, како врховниот командант на ОНА си дозволи со силно политичко обезбедување да оди во Карадачкиот регион? Јас сметам дека е создадена една нереална слика и погрешна слика. Јас во Куманово не отидов ниту под придужба на специјалните сили,
ниту пак со безбедносните сили. Јас таму отидов како представник на ДУИ, каде што ме пречека моите луѓе, каде што ме чека моите содејци, исто така и раководната структура, но сепак има манипулирани луѓе, такви настани имавме се случаја и во поразвојни земји со повисоко ниво на демократија. За разлика од нас тука во Република Македонија, но сепак државата сигурно ја сносува својата одговорност околу безбедноста на изборната кампања и јас слушнав дека имало во неколку улици имало и службеници од полицијата и во Куманово. Според снимките. Но сепак, сигурно дека државата има својата одговорност за безбедноста на кампањата, исто така има сноси одговорност и за раководната структура на партиите. Сигурно имале некои информации, јас не навлегувам да разговарам за какви информации имале во страна на државата и јас разбирам дека државата треба да се ангажира и да обезбеди една сигурна безбедносна ситуација без проблеми. Толкава обезбедување не видовме на конвенцијата во Борис Трајковски, ниту на останатите, ниту во Дебар, каде што бевте, ниту во Охрид. Пред месец, речиси месец, ве каменуваа во Куманов. Побаравте ли дополнително полициско обезбедување и се плашите ли да се случите со кумановци по кумановските? Јас ниту барав да бидам обезбеден. Тоа е должноста на државата. И доколку тоа се случило како вие што велите, добро да ги прашате самите државни службеници, самиот министер е граѓанин од Куманова, господинот Оливер Спасовски. Доколку јас не би бил добро прифатен во Куманово и не би бил добре дојден, тогаш не би имало толку граѓани во улиците на Куманово. Јас во Куманово бев мощно добро пречекан и не само еднаш, туку неколку пати. Добро ме пречека во Карадашкиот регион. Јас имам многу пријатели во тој крај. Имам голем број на содејци. И во на крајот на крајшата, доколку некој смета, како што вие тврдите дека имало и безбедносни сили присутни, албанците во Република Македонија имаат над 2000 полицајци кои што се вклучени во државната полиција. И јас воопшто не се плашам затоа што тие се наши луѓе. Тие се луѓе кои што обезбедуваат не само мене, туку сите граѓани во Република Македонија. Кампањава да отидете уште еднаш во Куманово сам, без полиција? Јас не отидов таму со под придружба на полицијата. И сметам дека можна погрешна информација, јас ниту барав засилување од страна на полицијата. Јас отидов таму со мојата екипа во Куманово. Во Куманово. Значи, тоа е должност на полицијата како таа ја оценува ситуацијата. Значи е зона која што граничи со 3 граници во северот на Република Македонија. Но сепак за овие информации јас немам воопшто пристап, јас таму отидов како граѓанин, како представник на една партија, која што ме очекува и гласачите таму во Куманово. Јас отидов таму и ќе одам пак во секое време. Делот Кумановци во изјавите за делот медиумите ве споредија со Милошевиќ. Сега сигурно во секој град има луѓе кои што прават своји оценки, своји мислења. Но секој кој што ги дава овие изјави ги упатува за своји цели, за своите газди кои што ги нарачале. Делот граѓаните за тоа, господинот Мити, кои ги нарача? Да беа тоа граѓаните,
да беше тоа така, тогаш граѓаните, значи Куманово има 35.000 граѓани. И тие кои што ги дават своите изјави не се вистински представници на 35.000 граѓани албанци во градот Куманово. Дел од нив ве каменуваа пред еден месец. Посигуриш че низат нераз, стрелат нераз, градани комунитети петралата песми, че манипулохан за муѓе, че 35.000 тие се манипулирани, јас навистина жалам, зашто се манипулирани затоа, особено луѓе кои што имаат доживеано и државни и семени трагедии, и се но во секое место се случуваат такви немири настани. Навистина се каменуваше и Трамп во САД, но тоа е демократијата. До сабота дали ќе се појавите уште еднаш во Куманово? До молкот? Јас сметам дека во Куманово веќе ги затвори својата агенда. Вчера има вкусната средба во Куманово. И навистина е затворена агендата за Куманово. Господин Ахмети, пред да почне официјално кампањата, во едно обраќање рековте дека дојде на моментот да не се прифати ништо помалку од целосна еднаквост помеѓу македонците и албанците во оваа земја. Македонија според устав е унитарна држава, според Рамкован мултиетничка. Се обидувате ли на мала врата бинационализмот да го внесете? Јас сметам дека тоа се преекзагерирани пристапи, носители на суверенитетот на оваа држава се и албанската заедница. И воопшто нема никаква тенденција ние да излеземе вон рамковниот Охридски договор, со тој рамковен договор на најдобар начин се уредени сите односи во Република Македонија. И ние сме заштитници, реализатори и почитувачите најголемите, мислам, на рамковниот Охридски договор, договор кој што ги уредува сите односи меѓу најголемите етникуми во Република Македонија. Еден договор кој што е многу силен договор, кој што е подржан и од политичките сили во земјата, подписници на договорот, исто така и од страна на меѓународни сили, како што е НАТО алијансата, Брисел, ЕУ и САД. И останува еден директен ангажман од наша страна овој договор да го почитуваме и да го реализираме дословно, што поскоро да се затвори истиот. Меѓутоа, вашите последни теми се толкуваат кои што ги имате во последната платформа како излегување од рамковен, надграден и проширен. Консензуалноста, економската рамноправност, двојазичноста на официализирање на двојазичноста на цела територија како дел од креатурите на рамковниот и дел од политичките партии во земја, вклучувајќи го вашиот коалицијски партнер во изминатите 10 години, го толкуваат како барање за нов уставен пореток. Зошто дуи го растегнува рамковниот по своји потреби? Исследувачите, аналистите, големите поддржувачи од ДУИ за рамковниот договор, јас не верувам дека постојат во Република Македонија, но и пошироко во регионот. Сите барања, наши барања, нашата платформа се во сообразност со рамковниот договор. Еден од главните столбови од рамковниот договор е консензуалноста. Еден од столбовите на рамковниот договор е јазичната еднаквост. Еден од столбовите на рамковниот договор се и меѓуетничките односи, консенсуалноста и еднаквоста, јазичната еднаквост и економската еднаквост, тие се столбови кои што го засилуваат лојалноста на граѓаните кон државата. Оваа држава има потреба да демонстрира настојување за реализација на двата поголеми етникуми, во овој случај
Ве молам, земете, анализирајте го рамковниот договор, доколку е така, тогаш кажете ми го во лице, без да се, ние нема да избегнеме од ова место, од ова држава, и ќе имаме место за соочување. Консенсуалноста, јазичната еднаквост, социјалната еднаквост, сигурно се основните столбови кои што произлегуваат од рамковниот договор. И ние ниту повеќе, ниту помалку не бараме од тоа да се реализира целосно рамковниот договор. И токму нашата платформа се заснива врз овој договор. На рамноправност и еднаквост, како што велите вие, зошто се тогаш тие одредниците 20% од граѓаните што го зборуваат тој јазик во одредените локални самоуправи, на пример, службен за албанскиот? Немаше да постои одредница од 20%, ке беше. Двете заедници зборуваат. Вие ги треба подобро да анализирате рамковниот договор, затоа што ова е тема која што се дискутира повеќе од 14 години. Во рамковниот договор, граѓаните кои што говорат над 20%, значи од нив, говорат друг јазик од македонскиот во Република Македонија, не се потенцира во Тетово или пак во Гостивар, туку се потенцира во Република Македонија. Исто така, службен гласник е исто така нивниот јазик. И тука Струмица нема 20%. Во Република Македонија. Струмица не се наоѓа вон територијата на Република Македонија, туку таа се наоѓа внатре Република Македонија. Различно целите сите овие години од македонскиот и албанскиот фактор. Во последната анализа околу рамковниот, што секретаријатот ја даде со ние имаме разлики во толкувањето. Ние поинаку го толкувате амандманот 5. Не интерпретуем го толкуваме така како што стои црната буква врз белиот лист. Значи, јазикот кој што го говорат над 20% во Република Македонија, на Чеверине калуар. Во минатата влада мандатот беше преполовен. Не пикан е пар. Ние како прва точка од преговорите за владата, која што се конституираше по изборите од 2017 година, значи беше за окружувањето на рамковниот договор од аспектот на јазичната еднаквост, но сепак видовме дека имаше итна потреба затоа што на државата требаше да го забрза процесот кон евроинтеграцијата, зачленувањето на државата во НАТО алијансата. Ние ја повлековме првата точка за јазичната еднаквост и таа ја поставивме како пета точка со цел да се направи преговори. Ви покана, вие се останавте во влада, ништо од вашите ветувања не се исполни. Овој мандат навистина е преполовен и со право нашите соседи упатија повици, упатија исто така изјави кои што беа издржливи, според моје мислење. Ние сме спремни да изнајдеме компромис за прашањето, по прашањето на името, но сепак ние немаме со кого да преговараме во Република Македонија. И тоа беше вистината, затоа што ние вршевме преговори во Република Македонија со меѓународно леснување, со посредство на господинот Хан, комесар за проширување на ЕУ, исто така и од представникот од САД, исто така и од амбасадорот од Белгија, кој што, значи, овие преговори траја подолго од една година, додека не постигнавме прифатливо решение за сите страни. И сега, при тие преговори вие од ДУИ да барате од една влада, значи кој што има преполовен мандат во наистина голема криза во Република Македонија, мислам дека не би било правилно, но сепак од економски аспект јас можам да говорам дека еден
од преполовените мандати, и покрај тоа што беа преполовени, беше еден од најуспешните мандати само во Западна Македонија, и тоа е како резултат на ангажманот на владата на Република Македонија, како резултат на ангажманот на политичките сили кои ја имаа легитимноста во државата. Само во Западна Македонија за 5 или 4 месеци се отворени над 2000 работни места, нови работни места во Струга, Кичево, во слободната зона во Тетова. Со еден тренд, навистина засилен тренд, што во текот на мандатот, кој што следува, овој број да надмине, значи да стигне бројката од 5000 работни места, затоа што сме во процес на отварање на фабрики, на нови фабрики во тој регион. И тука, значи, треба да имаме добра волја. Навистина треба да се делува храбро, и јас навистина сум загрижен што ќе се случи на 12 декември. Дали ќе бидеме ние тие кои што ќе имаме сериозен пристап кон решавањето на темите кои што барат решение, кои што барат храброст, кои што барат исто така да се донесат значајни одлуки, а да се донесат тие одлуки треба да има луѓе со одговорност. И јас сметам дека Република Македонија има перспективи. Мислам дека работите ќе почнат по правилен пат. Ние треба да ги почитуваме сите ориентации што доаѓаат од Брисел. Ние треба да ја засилиме правната држава, ние треба да ја засилиме правото, ние треба да направиме сериозни реформи. Значи без стравови во полето на правото. Ние треба да продолжиме чекорите кои што ги започнавме во полето на економијата. Работите во економијата се на правилен пат, ние треба да обезбедиме услови, поволни услови, треба да созидадеме бенефиции, да ги поддржиме домашните инвеститори, тие се најголемиот спас за нашата држава. Зборувам со некој што 10 години е во опозиција. Велите храброст да се затворат тешките прашања, храброст да се спроведат реформите, храброст да се затвори рамковниот. 12 години сте во влада, од кои што последните 10. Значи, што правевте? Зошто не го затворивте рамковниот, ако ова не е нов уставен поредок, туку е само дел од рамковниот, како што велите, што правеше вашиот секретаријат за рамковен, освен анализи што чинеа по 200.000 евра? Со таа леснотија, значи, вие го поставувате прашањето. Но сепак рамковниот договор навистина има означено напредок. Тие се последните чекори кои што ние сме пред финалните чекори. Кај еднаквата застапеност, јазичната еднаквост, се прашања кои што треба да се подигнат, квалитетот на администрацијата на албанците вклучени во администрацијата, во јавната администрација. Сигурно тоа е едно прашање кое што треба да се затвори и да се изнајде решение по тоа прашање. Јас не говорам како опозиција, јас говорам како човек кој што над своето рамо ја имаше одговорноста во државата. Не значи дека албанскиот јазик нема означено напредок. Треба да се поздрават секојите досега. Значи секој избраник во парламентот, било тоа да се министри или пак правобранителот, сите говорат на својот матерен јазик. Јас како представник, легитимен представник од албанската заедница, секој документ го имам на албанскиот јазик. Во парламентот на Република Македонија. И без да ги имам тие документи пишани на мојот јазик, не започнува седницата во парламентот на Република Македонија. Но сепак треба да се прифати фактот дека имаме разлики со ВМРО ДПМН, кога говориме за јазикот и за прашањата кои што ги засегаат албанците во државата. Исто како што имавме разлики порано и со СДСМ. Така што договорите кои што се постигнуваат, значи не е толку лесно
и да се реализираат како такви. И јас сакам во текот на денот да се реализира сите тие, но сепак барат време. На нас ни беа потребни 15 месеци да постигнеме договор, да се реализира и материализира договорот кој што беше усвоен од 4 политички партии, албанци и македонци. Како ќе дојдете до сето ова? До условно нов уставен поредок што го барате или рамковен проширен и надграден? Значи нема да има промени на уставот на Република Македонија. Не треба да се заплашуваат луѓето дека ние ги рушиме плановите, дека ја рушиме уставот. Ние бараме целосно да се имплементира рамковниот договор од Охрид. Ние бараме да имаме добро разбирање од сите страни и сите да сносат одговорност да се заокружи Охридскиот договор. Тој договор е за добробита на сите, за добробита на македонците, на албанците, за доброто на мирот и стабилност. Тоа е оди у прилог на безбедноста, за економијата и домашните инвеститори особено барат повеќе стабилност во државата, барат повеќе безбедност во државата. Така што македонците не се плашат од рамковниот, господин Ахмети го прифатија, се плашат од флексибилноста на рамковниот што пред секој избори вие го растегнувате. Од надграден и проширен рамковен. Од наша страна иту се бара проширувањето пак стеснување на истиот. Рамковниот договор треба да се реализира така како што е и да не се интерпретира на разните модуси и по волјата на разните политички партии, така како што е представен истиот. Треба да се реализира како таков. Се отвори многу во оваа кампања темата федерализација. Дали по бinacionalizaцијата следно би било федерализација? Јас сметам дека било кој барање да се упати вон рамковниот договор што е гарантиран од НАТО, алијансата од ЕУ и од САД, би било неосновано барање. Значи останува како должност на сите политички партии да го почитуваат рамковниот договор. Господина Ахмети, велите ДУИ ќе биде клучна за формирање на следната влада и без ДУИ нема да има легитимна влада, ниту функционални институции во изборите. Оваа ваша платформа со овие 5 столба, кои што вие тврдите дека се во склоп на рамковниот, да се толкуваат како нов уставен поредок, ќе биде земји или остави понуда? ДУИ нема да влезе во владата без ништо ако не се прифати? Многу битно е тоа како ќе бидат прифатени платформите од страните. По 12 декември сигурно ќе има преговори, сигурно ќе има поопширни преговори и разговори од оваа природа и сигурно дека ДУИ како политичка сила која што има широка поддршка од албанскиот електорат ќе биде најдобриот заштитник на албанската кауза во Република Македонија. И сигурно ќе ги постави за решавање темите кои што барат решавање. Говоревте политички. Конкретно. Јас сум политичар. Конкретно, барате официализирање на албанскиот јазик, економско, рамноправност, консензуалност во носење на одлуките, ЕУ и НАТО интеграција, што би значало решавање на спорот за името и специјалното јавно обвинителство. Дали, доколку македонскиот партнер не прифати нешто од ова, ДУИ нема да влезе во владата? Сите овие кои што ги спомнате се представуваат доктрина на ДУИ и ние сме многу рационални по овие прашања. Значи, овие прашања треба да се материализираат, треба да се почитуваат од страните кои што ќе бидат победници и преговарачи за идната доктрина за граѓаните. Така што јас не сметам дека силите, политичките сили кои што ќе ги добијат од страна на македонската страна, треба да се заплашат од оваа платформа, од оваа доктрина, која што е мисионерска по природа. Значи, таа доктрина повеќе ја представува Република Македонија. Оваа доктрина повеќе ги зближува етничките заедници. Оваа доктрина
создава доверба кај инвеститорите. За да влезете во влада, од што од се тоа ќе се откажете? Ништо од тоа што е фатено со платформата на ДУИ, ние нема да се повлечеме од тие барања, затоа што е рационална доктрина, издржлива и логична, која што треба да биде прифатлива од сите страни кои што ќе бидат во преговорите вклучени. Македонскиот партнер не ја прифати, ДУИ ќе остане надвор од владата? Ќе инициира нова криза? Јас сметам дека ДУИ е политичка партија, сериозна политичка партија. Партија доколку победите. И партијата која што ќе добие легитимноста од Македонскиот блок, сигурно дека и тие сносат своја одговорност и ќе бидат одговорни и отчетни со цел да се администрира и владее земјата во следните 4 години. И сигурно дека не треба да има пречки, никакви пречки платформата, кон платформата, затоа што партиите добитници сега развиваат, создаваат една заедничка платформа да се владее со државата во идниот мандат. И ќе се откажете од дел од барањето. Сигурно дека ќе има преговори и разговори. Во изминатите години секогаш имало преговори. Токму за тоа и прашам, бидејќи секогаш имало преговори, никогаш максималистичките ставови, земи или остави не биле завршени на крај како финална понуда на план. Сигурно дека и преговори, во изминатите преговори, јас споменав и порано, значи од првата точка како за јазичната еднаквост, ние таа точка ја поставивме како пета точка во преговорите, со единствена цел затоа што се создадоа некои околности во тоа време и ние бевме многу близко до решението, до изнаоѓање на еден компромис за државата. И тоа беше од голема значајност за нас, затоа што доколку се надминеше овој проблем, ние ќе добиевме членство во НАТО алијансата и тоа генерира стабилност не само за Република Македонија, туку и за целиот регион. Тоа е за добробита на ЕУ. Исто така имаме еден стабилен балкански регион. Но исто така добиваме една Европа која што е побезбедна, затоа што доколку Западниот Балкан тврдо Европа не била мирна. Значи ние нема да имаме една стабилна Европа со еден немирен Балкан. Тврда гаранција дека да, овој мандат ќе биде посветен на конечно решавање на спорот за името, тоа што и го најавивте вие од Охрид на митингот, ќе се откажете од сите ваши националистички барања? Никакво не е националистичко барање, нешто барање, значи тука имате погрешен пристап. Да барате национална еднаквост, да барате јазична еднаквост. Значи јазикот е средство за комуникација, не е некое средство кое што треба да буди поделби. Значи е средство кое што треба да доближува и соединува. Значи не е национализам да говорите за јазикот. Ако ви дадат гаранции дека во овој мандат Македонија го затвора спорот со името, за да конечно да стане членка на НАТО, сега веќе се созрени условите, ние паралелно сите теми да ги затвориме. Мислите? Сигурно. Јас убеден сум во тоа. Господин Ахмити, дали доколку вашава платформа за која што иако сега велите дека ќе преговарате не земи или устави, не биде прифатена од победникот условно во македонскиот блок, доколку вие победите во албанскиот блок, дали на овие избори ДУИ можеби за прв пат да го напушти принципот победник со победник? Тоа пред се зависи ќе зависи од 12 декември. Доколку биде условно мала разликата во македонскиот блок? Не сакам сега да говорам хипотетички. За нас е битна доктрината. Ама велите дека ќе преговарате за неа, дека не е земи или остави предлог. За нас е битна доктрината. Ќе преговарате ли за неа? И не сакам да преюдицирам. Ќе преговарате ли за неа? За доктрината, да. Доктрината, значи, за неа не треба да има компромиси толерирани. Значи, земи или остави ќе биде?
платформата? И нова криза Дуи ќе инициира на 12? Башкими демократик преинтегрим докошлјов зитас. Значи, не сака да потикнува проблеми. Ние сме рационални. Па ми тиме во 2006-2008 што се случуваше. Не се башкими демократик. Доколку Дуи преинтегрим иштелјов зитас би била да се хирџи, ну да та таква, тогаш не би се ангажирала воопшто да се надмине кризата. Ризикои. Таа значи се стави под опасност од страна на подржувањето. Значи Дуи, доколку беше само нем наблюдувачи, значи 200.000 гласови, но сепак Дуи на прв ред не ги постави своите партиски интереси, туку одлучи во прилог на државата. Затоа што ние бевме во еден ќорсокак, дали ќе се постави безбедноста во државата, дали ќе се постави сигурноста, верувајте дека ние имавме паралелни полициски сили кои што беа добро организирани. Значи се содаде една недоверба во полицијата, доколку ќе беше убиен само еден граѓанин, било каде да беше тој, било да беше во Ликова, или пак во Струга, или во Гевгелија. Или Струмица, одговорноста ќе панеше врз политичките партии и Дуи одлучи да ги стави под опасност, значи и да загуби, но да не загуби граѓанинот на Република Македонија, затоа што ќе се уништуваше економијата на државата. Подготвени сте истото да го направите и по 12 за стабилност на државата? Во име на стабилноста, да негираш една издржлива доктрина која што е под одговорност на секоја политичка партија, било тоа да е албанска или македонска. Тогаш што пречи јазичната еднаквост? Кој е тој кој што би рекол дека мене ми пречи албанскиот јазик? Јас сметам да граѓаните пред политичките партии во земјата, граѓаните сакат мир, граѓаните сакат и економска просперитет. Сигурно дека и тоа. Тоа го сакат граѓаните. Да го завршиме овој дел. Дали платформата на Дуи ќе биде земи или остави или криза на 12 декември за идниот мандатар? Доктрина е башкими демократик. Доктрината на Дуи значи издржлива и рационална. Значи самата рационалност ме повика на тоа да земам или да оставам. Земи или остави. Господин Ахмити, освен платформата на Дуи и програмата на Дуи, како што беше во изминатиот период услов за преговори за влада, овој пат одите предизборно и со конкретни позиции. Ги барате речиси сите економски сектори, инсистирате на МВР или УБК, директорското место, дури и премиерска функција за Али Ахмити. Јас не барав јас да бидам премиер на Република Македонија и хипотетички речено и да добиеме, значи хипотетички говорам, да го добиеме наши мандатот како Дуи. Јас немам амбиции за премиер на Република Македонија. Па ниту пак некоја друга функција во извршната власт. Собранието биде ли за Дуи овој пат? Затоа што покомотно се чувствувам како пратеник, представник на народот, на граѓаните што ме гласат и како представник на партијата која што има поддршката од поголемиот дел на албанците во Република Македонија. Така што кажавте од претседателското случај во собранието, тоа се прашања за кои што може да се дискутира, да се преговара. Не се некои прашања кои што не се фиксни. Што не може да се преговарат. Господин Ахмити, еден од столбовите ви е правда, рековте реформи за правда, специјалното јавно обвинителство, мандат додека Македонија не влезе во НАТО. Пред да се распушти собранието, во собранието имаше закон со кој што се продолжуваше мандатот на специјалното јавно обвинителство. Вие не гласавте. Кога бевте искрени сега
предизборно или тогаш кога реално нешто требаше да направите? Мендој че ќе сметам дека ова прашање е поставено како избрзано прашање во во парламентот на Република Македонија. Значи договорот од Скопје, како што вие тоа нарекувате како договорот Пржина, не беше тоа договор во Пржина, туку се одржа во Скопје. Четирите политички партии се основачи на специјалното обвинителство. Значи, независно од тоа што се гласаше во парламентот на Република Македонија, сепак тоа обвинителство е офатено со договорот на страните. Офатени. Значи, секоја промена на овој договор не треба да се изврши еднострано, туку требаше да седнат тие партии и да ги прошират надлежностите на специјалното обвинителство. И сега дуи секогаш ќе го подржи ова. Сега само вие го нудите, а не партиите што го подпишаат Брежинскиот. Не, јас мислам дека независно од реториките, специјалното обвинителство ја има подршката од сите политички партии кои се потписници. И дека тоа обвинителство ќе изврши својата работа професионално, ќе биде непристрасна. Треба да ги заокружи сите судски процеси и јавноста треба да увиди дали има криминални дела и тие треба да произведат од тоа обвинителство во еден судски процес и да не се судат луѓето без никаков процес, судски процес. За политички цели или дневно политички цели. Мислите до сега е злоупотребија својата работа? Не, јас сметам дека тоа обвинителство треба да врши својата работа професионално. Не работи професионално. Треба да биде непристрасна. Доколку таа би постапила или ако би забележале таква нешто, ние тогаш ќе бевме најгласните во таа насока и ќе реагиравме. До сега во ниедна постапка ваш функционер или вие не е осомничен од специјалното јавно обвинителство. Меѓутоа се уште траат истрагите, што доколку биде. И вие како вашиот коалициски партнер ќе кажете дека се работи по нарачка на опозицијата? Јас дадов изјава дека не е само председателот на ДУИ, туку е тоа е изјава од моја страна, туку е како заклучок од сите органи од ДУИ, од председателството и за така и дека било што да има за ДУИ, нека се објават. Доколку некој ја прекршил довербата, тогаш нека одговара пред законот, пред правниот систем. И ние бараме... Слушавме во бомбите како договарат избор на суди, например. Надвор од судските органи. Сигурно, рамковниот договор бара и еднаква застапеност. Ние може да видите дали ние сме разговарале да биде член на ДУИ или пак ние просто баравме да има еднаква застапеност со албанците. И ние не баравме при тоа тој да биде некоја партиска личност, туку баравме професионалци да бидат вклучени за институциите кои што се професионални. И некој треба да говори за застапеноста. Тој што ја добил легитимноста и тој треба и да говори јавно. Тоа го говорам јавно. Не може да говори судството, затоа што ако тоа прашање го оставиме во судството, тогаш значи ниту еден албанец не би било застапен во судството во Македонија. Што спорно во тоа што лидерите на партиите избираат суди, апропо судскиот суд? Значи не се избрани судиите. Значи, таму е одлучено за застапеноста и вие може да ги слушате внимателно тие снимки. Вие сте еден од функционерите што незаконски бил прислушуван од последната акција Таргет. Излеза вашето име од САЈО. Кој е прислушувал господин Ахмити? УБК, странски служби или евроавзиски тајни служби?
Unë jam I përgjuar preди viteve të mëhershme, edhe numri im I telefonit kurrën e kurrës nuk ka dalë nga mulliri. Gjithmonë ka një mërëndë në mullir, dhe është bluajtur musi gruri edhe misri, gjithkohon. Цelo време съм послушкуван и аз kam ka përgjuar. Вие сте лидер на владеачка партија. Një moment. Unë kam thonë nuk pa dis нема да тужам никого, ниту тој што ме прислушкувал, ниту тој што ги дистрибуира. Мене навистина ме вознемири фактот дека прислушувањето се пуштени по разни групи кои што се неодговорни, кои што се продаваат тие разговори во Приштина, во Битпазар, Софија или Истанбул. Значи тоа мене ме вознемируваше затоа што тие се прават монтирања, додатоци, тонски додатоци за некои разни интереси. Тоа ме вознемируваше, додека јас овие работи благовремено ги имам решено и во времето кога беше Црвенковски премиер, кога министр за внатрешни работи беше господинот Хари Костов, јас тоа му го имам рекано и на господин Никола Груевски, исто така и на господјата Јанкуловска, значи мене ме прислушкувате. Значи јас сум овој. Јас како говорам за албанците, говорам исто така и за македонците. Јас не сум поинаков. Јас сум легитимен представник на албанците и секое право кој што и припаѓа на албанците со најголемиот фанатизам, јас ќе се потрудам до целосна реализација и не кривам рака од тоа. И државата нека ме прислушкува и понатаму. Се согласувате со ставот на СЈО дека државата прислушувала? Сега тоа треба да го потврди специјалното обвинителство. И се еден судски процес. Јас воопшто не се вознемирувам по тоа прашање. Значи нема држава каде што не се прислушкува. Господин Ахметиев, ви благодарам што бевте гостин во 24 вести.